Добре дојдовте, почитувани, во најновата Телма амбуланта. Денеска ќе зборуваме за фебрилните конвулзии, грчевите на тело што може да се јават кај некои деца при покачена телесна температура. Фебрилните конвулзии се исклучително вознемирувачки за родителите. Токму затоа во денешната емисија ќе појасниме што треба да се направи ако детето добие фебрилен напад, што не сме да се преземе и дали постои начин тие да се превенираат. Во студиото гостинка ни е доктор Катерина Василева Димовска, специјалист по педиатрија во клиничката болница Жан Митрев. Останете на Телма, започуваме веднаш по рекламниот блок. Го следите петочото издание на Телма амбуланта, реализирано во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Денеска зборуваме за фебрилните конвулзии со доктор Катерина Василева Димовска, специјалист по педиатрија. Докторке, добре дојдовте во студиото на Телма. Добар ден. Добар ден со сите гледачи и се заблагодарувам на поканата. Фебрилните конвулзии се исклучително вознемирувачки за родителите. Па можете ли да појасните како изгледа клиничката слика, како изгледа еден фебрилен напад кај дете? Она што најчесто сме го гледале во медицинската пракса, ние педиатрите, морам да кажам, тоа се однесува скоро за сите, е тоа кога наеднаш ќе се втурнат низ врата родители кои што се во исклучително стресна состојба, значи во една збунетост и носејќи го детето на раце, кое што во моментот е без свест и има некакво тресење на телото и на екстремитетите или нема, во зависност од тоа каков е нападот. Се разбира дека во такви ситуации веднаш се пристапува кон интервенирање, односно воспоставување на венска линија и давање на терапија во услови какви што ги налага болницата. Дали е тоа интензивен одел, дали е тоа одел полуинтензивен или можеби некоја амбуланта или болница која што се наоѓа надвор од главниот град. Травматичната ситуација може да трае и кратко и подолго, зависно од типот на нападот. Сега кога зборуваме за фебрилните конвулзии, морам да напоменам дека тие спаѓаат во една голема група на така наречени неепилептични напади. Со самото тоа би требало на некој начин родителите да се смират, барем во еден процент да бидат малце посмирени, со оглед на тоа дека тоа не представува епилептичен напад. Но наликува на епилептичен напад, наликува, да, по својата семиологија, по своите карактеристики, тоа е всушност напад. Меѓутоа, нападот може да биде испровоциран од покачена температура. Сега, како што веќе појаснив, фебрилните напади спаѓаат во групата на неепилептични напади, а тука се вбројуваат и некои други, например, цијаногени напади, афективни напади, психогени напади и така натаму. Меѓутоа, фебрилните напади кај децата се јавуваат во исклучително голем процент. И тоа студиите покажуваат дека во европската и американската популација тоа е некаде измеѓу 2 и 5% од здравата детска популација. Во Јапонија, например, студиите покажуваат дека тој процент оди до 9% и постојат некои острови каде што и поголем е процентот на појава на фебрилни конвулзии. Фебрилните конвулзии се поврзани со некој друг момент и фактор кој што е надвор од епилепсијата, но тука не може да се исклучи дека фебрилни конвулзии може да се случат и како коморбидитет. И во тој случај родителите може би се уште повеќе со некакви презнаења и уште повеќе уплашени во однос на тоа што се случува. Кога зборуваме за возраста, кога тие најчесто се јавуваат, значи некаде 18-тиот месец е пикот на настанување и тука најчесто се појавуваат. Меѓутоа, распонот од кога тие може да се појават и до кога може да се појават за прв пат е доста широк. Што тоа значи? Кога прв пат? Тоа значи дека некаде со навршување на првиот месец веќе може да се случат. Да. А исто така може да се случат и кај 7-годишно дете. Сега се разбира дека тоа се многу поретки случаи, а најчесто се случуваат некаде од возраст на 6 месеци до возраст на 3 години. И тоа е распонот во кој што најчесто тие се случуваат. И сега, докторке, кога ќе се јават фебрилни конвулзии, односно фебрилен напад, дали детето плаче во тие моменти? Може ли да изгуби свеста?
чувствува ли болка? Може ли да престане да диша? Ова се прашања кои што си ги поставуваат родителите. Добро, и тука пак морам да се навратам на типот на нападот. Значи, фибрилните конвулзии може да одат во две клинички слики. Значи, тие може да бидат како едноставни напади или може да бидат како сложени, комплексни. Кога едноставен напад, малце контрадикторно, меѓутоа клиничката слика е многу потравматична и тогаш се родителите поисплашени одошто кога е комплексна клиничката слика. Што тоа значи? Значи, едноставниот напад или симплекс, така се класифицирани, оди со тресење на целото тело, рацете и нозете, губиток на свест и при тоа може и тој напад може да трае во различен распон. Сега, доколку се едноставни, тој не сме да трае подолго од 10 минути, а најчесто трае измеѓу 3 и 5-6 минути. Кога зборуваме за сложен тип на напади, тие се пролонгираат, односно после 10-та минута може да трае до 20-та минута и веќе на 20-та минута пролонгирање или репетирање на нападот завлегува во една уште покомплексна состојба која што ја означуваме како епилептичен статус. Сега тука, кога ги делиме овие и кога се објаснува на родителите, се разбира, не треба тоа да го сватат дека детето нивно, ако имало ваков или таков, може да биде нели може да помине од еден во друг. Значи, постојат многу други фактори кои што практично налагаат, односно се предиспонирачки за тоа каков тип на напад ќе се појави кај детето. Многу студии покажувале и правени се во минатото, уште од 70-тите години, значи покажуваат дека фамилиарната предиспозиција е неспорен момент. Одредени гени кои што исто така се детектирани на 2 до 3 хромозоми, значи 8-иот, 3-иот, тоа се гени кои што имаат улога во настанувањето на конвулзиите, се исто така предиспонирачки фактор. И се разбира, основно е да имаме и покачена телесна температура. Само уште нешто да се појасни, значи кога се покачува температурата, тоа се подразбира дека оди со некој тип на инфекција. И тука родителите исто не треба да имаат забуна. Значи, во колкав степен и како ќе се развие инфекцијата и дали таа се развила непосредно пред нападот или после нападот, тоа останува да го проценат, нели, медицинските тимови. Меѓутоа, неспорно е, постоеле ситуации кога родителот вели, нели, немаше температура, а направи напад и после се случи. Интересно е дека нападот може да се случи и пред пикот на фебрилноста, а може да се случи и после пикот на температурата. Што значи висока температура не значи по дефолт напад. И затоа имаме една ситуација кога детето се уште не успеало ни да го достигне пикот на фебрилноста, а веќе направило напад или сосема обратно. И се разбира дека кога станува збор за фебрилностите, мора да потенцирам дека тука станува збор најчесто со значи комбинација со респираторни или со гастроинтестинални инфекции, но во оваа група на грчеви се исклучуваат инфекции кои што го засегаат централниот нервен систем. Значи, кога зборуваме за воспаление на мозокот или на неговите обвивки, може да се случат конвулзии, но тие веќе не се фебрилни конвулзии. Исто така се исклучува можноста дека имаме промени во електролитите и во гликемијата. Значи, тука веќе се налагаат и друг тип на испитувања и не ги гледаме како фебрилни конвулзии. Докторке, дали детето откако ќе прими вакцина би можело да добие фебрилни конвулзии, односно фебрилен напад? Дали вакцината може да биде тригер? Сега, да, тука сакам да појаснам дека вакцината сама по себе не би требало да биде тригер, односно тригер е ова што претходно го кажав. Што сакам со ова да кажам? Децата кои што имаат фебрилни конвулзии не се контраиндицирани да примаат вакцини, затоа што вакцината не е причина. Причини се претходно наведените состојби, да речеме. Меѓутоа, по давањето на вакцината, ако имаме ние поствакцинална реакција, која сепак се смета за нормална, нели, дозволено е во еден распон да се покачи телесната температура и при тоа покачување на телесната температура да се направи конвулзија, во тој случај
може да се третира и како поствакцинална реакција, и како фебрилна конвулзија и се разбира, можеби после тоа ќе изискува некои дополнителни исследувања или евалуација на детето после тој тип на конвулзија за да се види дали се тоа поврзани настани и дали евентуално настапило некакво оштетување, но пак ќе потенцирам знак прашање дали од фебрилната конвулзија. Значи, фебрилните грчеви практично имаат предиспонираност кај детето за да се случат. Исто сакам да наведам дека доколку пред првата појава на фебрилни конвулзии, цело време повторуваме фебрилни, да, тоа се температурни грчеви со покачена температура, доколку претходно дете имало напад кој не бил придружен со температура, без разлика што после ги појавува со температура покачена, тие веќе не се третираат како фебрилни конвулзии. И во однос на компликациите и дали тие би се случиле и понатамошната евалуација на детето се разбира дека зависи и од состојбата после напад. Во смисол, фебрилните конвулзии сами по себе, они не би требало да дадат никакво оштетување на развојот или промена во интелектуалниот развој, да речеме во когнитивниот на родителите. Дали може фебрилните конвулзии да направат некаков проблем со мозочето на детето? Дали може да доведат до аутизам, например, до да, и тие две работи можеби постојат нели студии или обиди да се доведат во контекст едни со други. Меѓутоа, и за аутизмот поединечно и за фебрилните конвулзии постои одредена генетска предиспозиција која веќе во денешно време се кристализира. Значи, можеби тоа не е еден специфичен ген, но се повеќе, меѓутоа факт е дека се разликуваат едни од други. Може да се случи да дете кое што имало фебрилни конвулзии понатаму во животот стане кандидат за развој на епилепсија, со оглед на тоа дека генетската поврзаност со гените за епилепсија има силна конекција, меѓутоа во однос на аутизмот не. Значи, не постои... Но дали секој дете што имало фебрилни конвулзии ќе има шанса во текот на животот да развие епилепсија? Не, тоа се исклучително мал процент и тоа се обично деца кои што имале комплексен тип на конвулзии и кај кои што постојат и други предиспонирачки фактори. И уште ова сакам да наведам, еве, барем кога зборуваме за аутизмот или и било кои други состојби кои што се со малце поспецифичен развој, значи имаат и тие право да имаат фебрилни конвулзии, со тоа што без разлика претходно ако имале успорување на менталниот развој и понатаму продолжува, значи да речеме со истото ниво или продолжува да се развива и така натаму, значи конвулзијата фебрилна ќе се третира како фебрилен грч, како температурни грчеви, а не како некоја компликација која што ќе влоши состојбата. Кога зборуваме за повторувањето на фебрилните конвулзии, од што зависи дали детето ќе искуси вакво нешто само еднаш во животот или пак при секоја температура ќе се повторува проблемот, или не мора при секоја температура, при секоја, да речеме, респираторна инфекција или некоја друга инфекција, која што споменавте, не мора да биде покачена температурата? Да, меѓутоа таа нели со текот ќе порасне, ќе се качи. Ќе се качи, ќе го достигне пикот. Фаворизирачки фактори се инфекциите. Респираторни инфекции се смета некој од респираторните, како што е вирусот на инфлуенца, има поголем афинитет да направи фебрилни конвулзии. Потоа инфекциите со херпес симплекс вирусот тип 6 и 7 имаат поголем афинитет да прават фебрилни конвулзии. И се смета дека грото од фебрилните конвулзии настануваат во рамките на респираторните инфекции, значи некаде нешто повеќе од 50%, многу помал дел отпаѓа на гастроинтестиналните инфекции. И тоа покажува дека и причинителот на некој начин прави афинитет, нели, кој што ќе потикне создавање на ваков напад. Од друга страна, ја кажавме фамилиарната предиспозиција, ако
ги прашате во семејството прво, второ колено, дали имале некој со покачена температура грчеви, и ако ви кажат да, значи склоноста и за повторување ќе биде поголема. Инаку, едноставните грчеви или оние кои што се потравматични, не би требало да се случуваат повеќе од еднаш, два пати, можеби максимум 3 пати во текот на детскиот период. Секое позачестување или повторување на нападот веќе наведува на можност дека можеби постои асоциација со други гени и дека можеби ќе постои поголема склоност за развој на епилепсија. И се разбира дека ова која се кажува, не смеат родителите да го сватат здраво за готово, нели? И дека останува малце повеќе на стручните лица да разграничат и да детерминираат кое дете ќе носи повисок ризик. И се разбира дека дури и висок ризик не значи по дефолт дека ќе се направи. Еве, например, во таа насока и да не се создава паника и дали треба веднаш да се направи ЕЕГ снимање, колку е тоа, нели, информативно, дали тоа ќе не однесе до некоја предвремена диагноза, можам слободно да кажам, или барем од она што до сега е проучувано, дека не е така. Односно, без разлика дали ќе се видат или нема да се видат промени, известни промени на ЕЕГ-то, значи тоа не значи исто така по дефолт дека ќе се развие епилепсија. Ово убаво што го појаснивте, бидејќи многу често ЕЕГ-то во детска возраст покажува сушност дека постои епилепсија. Односно постои таква активност мозочна, но тоа не значи дека детето има епилепсија. Значи, така е. Значи позитивен наод без напад не значи епилепсија. Треба да се исполнат некои многу други критериуми за да се диагностицира, нели, дали е епилепсија или не. И сепак мислам дека не треба да се создава страх кај родителите. Она што е ургентна ли е состојбата, докторке, кога ќе добие детето таков напад? Треба ли веднаш да се појде кај детски невролог? Долги години се правени доста истражувања, студии, споредби во смисол на тоа што, како треба да се направи, која терапија да се даде дома, нели, колку брзо може да се стигне во болничка установа и така натаму. Значи, докажано е, односно, истражувањата најмногу потврдуваат дека едноставните напади, дури и во случај да не ги купирате, односно немате можност да дадете, да речеме, диазепам во вид на супозиторија, односно чепче, или во вид на клизма, тој има таква склоност да се самоограничи и да застане. И впрочем, затоа и се вика едноставен. Да, и би требало тоа да се случи, се разбира, ако станува збор за таков тип на напад. Се разбира дека ако е во болничка установа, ќе се даде терапија. Меѓутоа, многу почесто ќе се даде интравенска терапија за купирање на нападот. Но, сепак, на некој начин би сакала да им посочам на родителите дека огромниот страв и тензија и паника која што ќе почувствуваат во моментот апсолутно нема да ја смени состојбата. Она што тие може да го направат и што е најкорисно е детето, нели, без паника само да го завртат на страна, затоа што во тие ситуации имаме една хиперсаливација, да не настане некоја аспирација на плунка и така за чување на плунка има, така? Затоа што е тоа, како што рековме, изгледа травматично, со тресење на екстремитетите на телото, нели, детето не е свесно. И во таа ситуација апсолутно не треба да се ставаат предмети или раце или прсти во устата на детето. Обично му отварат устата на детето, го вадат јазикот надвор. Да, затоа што постојат некакви од старо време останати сваќања дека нешто може да му се случи, да се угуши и слично, меѓутоа тоа не може да се случи. Значи, во некој рамки од 5 минути, максимум до 10, тој напад би требало да застане. Дури и да не се даде терапија. Се разбира дека тоа не е секојаш случај, меѓутоа некои докторке им дуват на децата во лицето, им истураат вода, ги удират да се освестат. Тоа би помогнало? Па видете,
Апсолутно не игра никаква улога. Сега ако детето било во таа ситуација, да речем, со една хиперпирексија, има многу висока температура и така натаму, вие можете да го разгладувате со облози. Меѓутоа, такви некои нападни покрети, значи прскање, фрлање, така. Значи се што би се направило како еден паничен испад од родителите, едноставно нема да помогне. Може би нема ни да ја влоши ситуацијата, а може би и ќе ја влоши, но нема да ја смени, односно нема да ја подобри, затоа што такви се тие напади и тоа е тоа. Се разбира дека е многу полесно доколку имаат, тоа е за родителите подобро, и доколку имаат, но тоа е ако претходно веќе имале напад, им е дадена препорака и тие имаат кај себе лекови, да, и знаат лек да дадат, но доколку нема. Секогаш првиот напад е тој кој што е најтравматичен, а после тоа ги едуцираме и им кажуваме како треба да постапуваат. Треба ли да почекаат нападот да заврши, па потоа детето да го земаат во раци, да го однесат во болница? И се случува ли за време на нападот да го грабнат детето во раци, да возат со најголема брзина до болница? Да, за жал и навистина сигурна сум дека се шокирани тогаш родителите и сите околу нив и мислат дека е тоа најдоброто. Но секогаш имаме средување на конвулзиите во домашни услови, болнички услови. Во домашни услови подразбира, ако имаме терапија, ќе дадеме терапија, ако немаме, чекаме да заврши нападот, а после тоа се носи детето во најблиската установа, се разбира, за понатамошни испитувања, особено ако е прв пат напад. Се разбира дека може тука да дојдат во предвид и други исследувања, меѓутоа Ќе проговориме за тоа, само да ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта со нивни прашања. Зборуваме за фебрилните конвулзии, состојба што е честа во детска возраст и која што, како што веќе видовте од разговорот, создава навистина огромна паника кај родителите. Докторке, споминавте дека чепчињата диазепам се всушност оние кои што би ги смириле фебрилните конвулзии. Но што доколку родителот нема во моментот? Бидејќи на пазарот кај нас се случува да нема чепчиња диазепам, има ли некоја опција друга која што би била ефикасна во домашни услови? Така е, разбирам што ме прашувате во смисол на тоа да дали постои замена. И сега морам да кажам дека диазепамот е нешто што го даваме нели инстантно, ако зборуваме за во домашни услови од страна на родителот, и токму тука е ефектот. Некаква замена во насока на тој лек нема. Значи тој би можел да се даде или како микроклизма, меѓутоа во нашата земја ги нема подолго време, и исто така може да се даде и во букална слузница подготвен препарат, меѓутоа и тие ги немаме во нашата земја. Но пак ќе кажам дека дури и да го немаат тоа, не би требало да ги фаќа родителите паника. Она што порано се правеше сепак, во смисол на тоа дали може да се превенираат и како да се превенираат, е давањето на одредена терапија, која што, да речеме, се вклучува редовно, и тоа нормално кај дете кое веќе направило фебрилен грч и знаеме дека ќе ги направи и ќе ги репетира, или очекуваме да ги повторува. Меѓутоа, доста долги години се користени тие, да речеме, препораки и се давани во период кога има инфекција детето, се давани, да речеме, лекови од типот на барбитурати или диазепам во таблетарна форма, како редовна терапија. Меѓутоа, долги години се работени студии на таа тема и заклучено е дека тенденцијата за правење на напад, со оглед на тоа дека постои предиспозицијата, исклучително е мал процентот меѓу деца кои што не примале таква терапија и примале таква терапија и колку се тие поштедени од напади, во смисол многу мал процент од децата кај нив успева да се превенира на некој начин. Сега, во исто време имаме и штетен ефект од тие лекови. Сепак тоа не може да се занемари, особено барбитуратите, диазепамот исто. И се поставува прашањето, зошто
секогаш кога едно дете има инфекција респираторна, има покачена температура, ние да го држиме 4, 5, 7 дена заспано, постојано и така. Може би на тој начин влијаеме исто така повторно врз неговите имунолошки способности и како тоа ќе се справи со болеста. Значи, заклучокот е дека кост-бенефитот не е добар, и затоа превентивно не треба всушност да се дава. Не се препорачува. Она што се препорачува е симптоматската терапија, односно како да се менаџира покачената температура или како да се регулира инфекцијата, доколку постои, нели, имаме видливи знаци, ако е бактеријска и така натаму. Значи, што тоа би значило? Се разбира дека главните тука кои што се даваат се антипиретиците. Се даваат во пропишана доза, по измерени на кило телесна тежина, секогаш во правилна доза и во правилни растојанија. Во меѓувреме, доколку имаме нови пикови или детето не може да ја спушти температурата, повторно тоа не би требало да биде момент за паника кај родителите. Значи се користат и други конзервативни методи во смисол разладување, внесување на поголем процент на течности, значи преку уста, доколку е можно, доколку детето успева да пие. Се додаваат електролитни раствори, кои што исто така учествуваат во стабилизација кај детето. И она што сакам да потенцирам и дека, иако е можеби конзервативен стар начин, сепак разладување на телото со облози, со млака вода, со разблажен алкохол, се многу ефикасни и многу брзо успеваат да помогнат во спуштањето на температурата. И пак тука ќе го напоменам моментот дека, напротив, нема потреба да се плашат од пикот на температурата, кој во исто време нас ни треба за да се покренат имунолошките реакции. А опасно ли е кога нагло се спушти температурата, доколку е многу висока и нагло падне? Може ли тука да се јават конвулзии? Не во смисол опасно, меѓутоа токму произлегува заклучокот од таму што на спуштање на температурата може да се направи напад. И пак ќе се навратам на предиспозицијата. Која што е значи студиите покажуваат дека нападот ќе настане во моментот на покачување или во моментот на спуштање, се разбира и на висока, меѓутоа многу повеќе во тие два случаи. Имаме двајца гледачи кои што очекуваат вклучување во денешната Телма амбуланта. Добар ден за првиот од нив. Ало? Во програма сте, повелете. Јас сум? Да, вие сте, ве слушаме одлично, да го слушнеме вашето прашање. Да, долго време чекам ова прашање да го поставам. Вака се ќе бидам кратка. Мојот син имаше 6 години, имаше 39 температура, почна да гледа некои слики и после тоа доби напад, меѓутоа тоа не го слушна во докторката, напад кој што го волтна јазикот, кој помодре целиот. Сва среќа што имав докторка комшика го спаси и после завршивме во болница. Таму без со него цела ноќ, температурата не му се стигнуваше. Сакам да прашам и друго, поред ова, дали сме он да прима сега ова од корона, како се вика, ајде речите го, заштитова... Вакцини? Дали сме вакцини? Да. Он е сега возрастен, меѓутоа, јас ја прашав, доктор ми рекоа дека не сме да прима, а и не му дозволија ни у седмото линика. Значи имате така дилема, што понатаму ви благодарам за вклучувањето во програма. Може ли да се случи нешто волку драматично при качување температура? Дали сува фибрилни конвулзии или некоја друга состојба? Па добро, сега мајката од она што го опиша, тешко е да се разграничи да дали ова навистина било само едноставен фебрилен напад, а не е исклучено, може би и бил. Значи, се зависи од тоа што понатаму се случувало во болничката установа. Доколку тој напад се пролонгирал и било потребно повеќе време да се купира, или тој завлегол во статус и без разлика и после тоа кои диагностички процедури се направени, покажале, да речеме, за што точно станува збор. Не напомена, мислам, прашува за вакцина, меѓутоа не напомена дали овој тип на напад бил испровоциран од нешто
Мислам дека возраста ја рече 5 години. Да, сега е Ако не се возрастен, лажам, сега е возрастен. Во принцип, доколку тоа бил едноставен напад, кој што после тоа не произвел никакви компликации и тоа дете сега е возрастна личност која има нормален развој и нема никаков проблем, ментален или некој друг хендикеп, се разбира не развил невролошка болест, и не постои кај него, да речеме, известен степен на алергија. Сега стварно не знам за каков пациент се работи. Не гледам дека постои контраиндикација за вакцината. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Ало? Во програма сте, повелете. Имам внукичка 5 години. Така. Има фебрилни конфузии и во последно време има модринки по нозите. Па сега имате дилема дали е тоа поврзано или едноставно само сте загрижена? Да, дали е тоа поврзано со... И друго прашање, Ви слушаме, така? Косата и расте само на предниот дел на главата. А позади е исто, никако не и расте. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Бабата има неколку дилеми поврзани со незината внука, што можете да дадете како совет? Од она што го наведува како симптом и сега дали детето прави хематоми во текот на инфекцијата или во текот на фебрилните грчеви или тие се случуваат и измеѓу тие грчеви, од тоа ќе зависи како ќе се пристапи во смисол на диагностика. Инаку се разбира дека тоа најверојатно се поединечни ентитети кои што бараат посебна анализа и разработување. Фебрилните конвулзии, доколку се едноставни, доколку еве ако слуша бабата, да знае дека доколку не се повторувале многу често и не и правеле проблем и девојчето, односно внуката, има нормален развој, тогаш ова другата состојба наложува да се проследат друг тип на испитувања кои што во некоја друга насока ќе се анализираат. Така, доктор, ќе можат ли да се случат фебрилните конвулзии за време на сон? И опасно ли е кој родителот тоа не го забележи? Добив знак дека имам уште еден гледач, ќе му дадеме предност, да не чека, потоа ќе дадете одговори на моето прашање. Добар ден. Добар ден за гледачот. Добар ден. Ве слушаме во програма, сте, повелете. Јас сум Јошова Спасија од Кавадарци. Така. Имам од епилепсија. Така, но вие имате епилепсија, така? Вие сте возрастна жена, така, во ред. Видете, денешната гостинка е педијатар. Денеска зборуваме за проблемите со здравието на децата, а за вашата проблематика ќе имаме емисија во наредниот период, така што следете наредовно ќе можете да добиете одговор. Не, цело време напад добива. Така, јасно ми е, но докторката денеска е педијатар, специјалист за детско здравје, не за возрасти. Ви благодарам што се вклучивте, следете редовно Телма амбуланта, ќе имате можност и на оваа тема да поставите прашање кога ќе имаме доктор што ќе зборува за епилепсија кај возрастни. А јас ќе го поставам повторно моето прашање, дали може детето да добие фебрилни конвулзии, значи во текот на ноќта додека спие и родителот спие, тоа нема да го забележи. Да. Како ќе биде потоа утредента детето? Така, малце по хипотетичка ситуација, да земеме во предвид дека сепак фебрилните грчеви се случуваат во време кога детето не се чувствува добро. Значи, исклучително е ретко, ајде не можам да исклучам, меѓутоа од полно здравје, па сепак вечерта или во текот на ноќта почнува да покачува температура. Меѓутоа, самата температура прави една неволност кај детето и се разбира дека не може да биде во длабок сон и сите да спијат. Хипотетички да, можна е секоја ситуација, меѓутоа најчесто тоа не се случува во смисол да не се забележи. Инаку да, практично инфекција пак ќе се навратам доколку постои предиспозиција и доколку имаме зголемување на телесната температура и детето е кандидат за тие фебрилни грчеви, ќе се случат. Тие ќе се случат во текот на ноќта или во текот на денот, независно од периодот, значи во текот на 24 часа. Настанувањето ќе се конектира со нешто друго. И самата ситуација, доколку е едноставен напад,
се разбира дека тој ќе предизвика тресење, можеби тресење на телото, на детето, на креветчето и сигурно ќе биде повод за некаква реакција од родителите. И ќе го забележа, тоа не може да остане значи незабележано. Најчесто да, пак е. А како изгледа детето после нападот? После нападот може различно да заврши. Тука пак ќе се навратам на едноставните напади и тие би требало да завршат, тие се во групата на бенигни напади и треба после нападот детето едноставно да му се возврати свеста, да престанат тресењата или конвулзиите. При тоа може во даден момент да стане кратко контактибилно, но се разбира дека е исцрпено од самиот напад, исцрпено е веројатно и од терапијата која во меѓувреме се дала, доколку се дала, и се разбира дека кратко време после тоа детето би сакало да заспие. Да му дозволат родителите да спие? Се разбира дека да, доколку ја добило потребната терапија или доколку родителите имаат намера да посетат некоја болничка установа, без разлика, значи детето доколку е заморено, тоа ќе заспие. Дали кратко или долго, тоа веќе зависи од индивидуално и зависи од возраста на детето. Значи, замислете, ако имаме едно 7-месечно бебе, апсолутно не можеме да го држиме будно. А треба родители да се обидуваат да го разбудат? Не. Предпоставам дека го прават тоа. Да, меѓутоа, затоа и доаѓаат вознемирено и детето. Нема нити штета ни ако го будат, но се разбира дека тоа ништо не менува. Самиот напад со тоа што завршил, тој завршил. Значи тука застанува се, потоа следи една постфаза во која што детето малце би требало да се одмори од самиот напад, организмот да се одмори и да се возврати во добра кондиција. Од што зависи колку комплексни испитувања ќе спроведувате од како ќе добиете дете со фебрилни конвулзии? Дали може врз основа на клиничката слика веднаш да поставите диагноза, да речете да, ова се фебрилни конвулзии, не е потребно ништо понатаму да се исследува или секогаш има еден протокол кој што треба да се следи? Протоколарни правила, например, едноставните конвулзии кои што се случуваат и во краток период, а се работи за доенче кое што е до возраст од 12 месеци, апсолутно бара да се спроведе лумбална пункција, а тоа значи да се испита во однос на инфекции на централниот нервен систем. Дури во одредени случаи, доколку нападот бил нешто попролонгиран или секогаш се под обсервација и тие кои што се до 18-месечна возраст, потоа напади кои што биле од комплексен тип и кои што се репетираат или кои што имаат парцијален карактер, значи не изгледаат така травматично, повторно бараат малце попродлабочена диагностика. Редовната процедура за земање на биохемиски, микробиолошки анализи, секако дека во болничка установа се многу пристапни и овозможени и тие исто така даваат доста можности за разграничување. Меѓутоа, доколку ги интересира родителите, дали се потребни тука брзи типови на некои снимања, како што е, например, компјутерска томографија, или магнетна резонанца, ќе напоменам дека тие не се сега приоритет и практично нема многу да не бидат информативни, односно речиси и да не се информативни во овој тип или во овој момент на обработка на детето. ЕЕГ снимањето исто така не е приоритет, се прави во некоја подоцнежна фаза и се разбира доколку повторно заклучиме дека може би после нападите постоеле некакви компликации кои што даваат промени или дигресија во менталниот развој кај детето, пад на когнитивниот развој и така натаму, и во тој случај да се продлабочуваат испитувањата. Пак ќе кажам, тоа е еден многу мал процент кај децата. И моето последно прашање за денес, имав уште многу, но времето тука истекува. Споменавте дека не може да се превенира со лекови не може да се превенираат со лекови фебрилните конвулзии. Но дали одредени суплементи, да речеме како што витаминот D, може да го скрати нападот? Бидејќи може такви информации да се најдат на интернет. Вака, во смисол дали витамините
може би на некој индиректен начин, ајде еве да не кажам веднаш не, значи некој директен ефект и дали ќе се дава и на тој начин да се спречат, не. Меѓутоа, витаминот D знаеме дека влегува во метаболизмот на калциум и фосфор и во таа смисла воспоставува рамнотежа меѓу минералите, а на тој начин практично ни прави еден баланс метаболен во организмот кај детето и се разбира дека ја намалува, да речеме, предиспозицијата за создавање на напад. Меѓутоа, да се зема како лек кој што превенира, не. Витаминот D кај децата се знае кои се препораките за давање, кога се даваат, кога се дава во која доза, кога е неопходен и така. Ние издвоивме неколку факти за фебрилните конвулзии, вие веќе ги искоментиравте, но може еве да го погледнеме телопот предвиден за денеска и всушност она што е посочено на првото место како прв факт можеме да ја заокружиме денешната Телма амбуланта, вели: иако фебрилните конвулзии се многу возмирувачки за родителите, тие не се штетни за детето. Веројатно треба да стои најчесто не се штетни, така? Најчесто не. Најчесто не. Така е. Токму со ова ќе завршиме. Ви благодарам многу за денешното гостување во Телма амбуланта, за сите појаснувања поврзани со фебрилните конвулзии кај децата. Почитувани, ја заокружуваме денешната Телма амбуланта токму во овој момент. Гледајте не секој работен ден на телевизија Телма во редовниот термин 12 часот и 45 минути, кога заедно учиме за нашето здравје.